Според договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас, израелските војници се повлекоа неодамна од коридорот што го дели појасот Газа и цели палестински семејства се вратија дома во северна Газа. Она што им предстои на жителите на Газа по завршувањето на војната сепак останува отворено прашање. Американскиот председател Доналд Трамп ја изнесе идејата населението на Газа да се пресели во други земји и сад да ја преземат контролата врз појасот Газа за да го обноват. Советникот за национална безбедност на Трамп, Майк Волц, одговори на критичарите на планот. Не можете да го направите ова Париз на Медитеранот како Бејрут во 70-тите. Дајте им подобар живот на овие луѓе ако имате 1,8 милиони луѓе кои живеат во апсолутна беда во планини и планини од рушевини. За секој, вклучително и медиумите, на кого не му се допаѓа ова што го предлага, дојдете кај нас со подобар план. Планот на Трамп доби поддршка во Израел, но арапскиот свет и палестинското лидерство категорично го отфрлаат. Треба да го обновиме појасот Газа. Појасот Газа е многу скапоцена компонента на државата Палестина. Тој е дел од нашата татковина, немаме друга татковина освен државата Палестина. Во меѓувреме, израелците го прославија ослободувањето на повеќе заложници неодамна. 5 тајландски работници кои беа задржани од Хамас повеќе од една година се обединија со своите најблиски. И 183 палестински затвореници исто така ја вратија својата слобода како дел од договорот. Разговорите за втората фаза од договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас би можеле да продолжат во Катар наскоро.